Почитувани, добре дојдовте во уште една програма, уште еден разговор кој што го водиме во новата 2021 година со поетот Митко Гогов. Гогов, добре дојде, нека е среќна новата година, се надеваме на една мирна, лесна, благословена година во која што ќе бидеме без маски и без социјална дистанца. Кажи ми како ја помина на почетокот преминот од 2020 во 2021-та? Така е, драга Сузана. Поздрав до вашите гледачи. Најпрви на честитки од мене до сите кои ја следат програмата на ТВ канал ВИС. Фатем, имавте одлична новогодишна програма и јас заедно со мајка ми годинава бевме дома. Поради мајка ми јас сум обврзан на некој начин да бидам почесто дома, но изминатава ковид година и со се она што ни го донесе 20-та, некако се навикнав на овие нови услови на живот и како да кажам, опуштено во домашна атмосфера со многу љубов и со надеж дека ова 2021 ќе биде, ако не кој знае колку успешна, барем да заборавиме на сите работи кои ни ги остави како белек минатата. Така. Бидејќи 2020-та сите знаеме дека корона пандемијата нема да ја заборавиме и ќе биде еден белег во нашите спомени, без разлика на тоа дали успеавме на некој начин да се прилагодиме или не, сепак дали се случува настани кои што ти помогна духовно и творечки да пораснеш. Можеш ли да издвоиш неколку такви кои што не беа поврзани со оваа пандемија? Па колку и да сакаме да ги избегнуваме ситуациите поврзани со COVID-19, всушност COVID-19 беше иницијатор на тој нов модел на живот, односно адаптација во досега поставените норми кои ги имавме како општество и како заедница. Така да во таа насока се префрливме од таквите така наречени офлайн настани на кои имавме шанси порано да патуваме и да посетуваме најразлични поетски настани или фестивали или манифестации, така да изминатава година голем дел од тие фестивали го најдоа новиот модел во таа дигитална форма на одржување, па така со таа адаптација во сајбер светот имаше нешто што дополнително даде жар меѓу поетите од светот да се мрежат на овој начин и да се обидат да не се откажуваат од нивните идеи, од нивните манифестации и фестивали кои служат патем за облагородување на човечката душа. Знаеме дека поезијата е таа што секогаш за човекот е најтоплото катче кога треба да прибегне од самиот себе. Така за мене, не знам, ја завршив со едно поетско читање на 30 декември во Бангладеш, така некако ја и започна 2020 година во различна организација, но ја започна со првото виртуелно учество во Бангладеш, така и заврши последно 30-40 читања кои ми се случија годинава. Она што би сакал да го издвојаме дека имавме успешно 10-годишно јубилејно издание на нашиот фестивал 100.000 поети за промена, кој иако ковидот беше на голема врата влезен во нашите животи, успеавме да го реализираме со можност дел од најдобрите македонски поети кои творат и беа желни да присуствуваат во Струмица, да направиме едно издание кое, иако можеби минатите години, во текот на изминатите години имаше и странски автори, гости, оваа година беше организирано така да биде македонски формат, но го имавме како завршено јубилејно 10-то издание и со оваа 2021 година всушност започнуваме и една нова страница и за самиот фестивал.
би ја издвоил наградата за најдобар авангарден автор за 2020 година во Македонија, која ја доделува Сдруженијето Македонија Презентум и издавачката куќа Феникс, ако не се лажам. Секако, успешната реализација и на Струшките вечери на поезијата, кои последниве 2 години трпат промени. Изминатава година последното издание од тој пандемиски вирусен аспект, а минатата година со тоа што самиот фестивал доживеа реорганизација, така да драго ми е дека и во вакви времиња на времиња Струшките фестивали Струшките вечери на поезијата како фестивал е навистина источник на радост кај учесниците и своевиден поттик да продолжиме со се она што го работиме. Би сакала да те прекинам овде, бидејќи зборуваме за учество на онлайн фестивали, онлайн читања. Па да те наведам на еден следен разговор, односно креирањето на поетски платформи на интернет не е ново за тебе, заради тоа што тоа веќе го правиш извесен период, неколку години, со школата за поезија на социјалната мрежа Facebook, која што патеме и многу плодна, се создадоа 8 збирки поезија. Последната е насловена токму отковидување, асоцирајќи на пандемијата со COVID-19. Кој е концептот на оваа стихозбирка? Како изгледа? Колку автори се застапени? Поделена ли е во целини? И се разбира дали имаме рецензенти кои што пишуваа за стиховите внатре? Така е. Тој начин на комуникација со помош на виртуелните заедници, односно на работни групи, што е работната група која е дел од Сдруженијето Контекст од Струмица, но исто така и од Светската унија на поети, Скола ди поезија. Ние веќе 5-6 години работиме на тој концепт на пристапност, на полесен пристап на поезијата до читателите и веќе работиме подолго време на електронски изданија кои се бесплатно достапни за читателите, но вака, отковидување настана како иницијатива, како и сите претходни 7 изданија. Знаеш и самата како дел од некои од изданијата дека таму најчесто обработуваме социјални теми за кои не можеме да се изразиме доволно преку 100.000 поети за промена. Односно сме говореле претходно и за поплавите кои настанаа во Скопје и имавме жртви, говоревме за насилството врз жената и семејното насилство воопшто. Интересно е што се тематски. Мислам, од секогаш како група автори сме твореле на конкретно зададени теми кои ни ги донел одредениот моментум. Така беше и многу интересна идеја. Да, многу интересна идеја да се соберат поети кои што на дадена тема ќе творат и имаме тематски стихозбирки, што е всушност многу инспиративно, но и многу корисно, заради тоа што знам дека дел од песните всушност понекогаш ги користат и други автори за истражувања, за некои трудови своји, заради тоа што всушност ова не е честа практика. Апсолутно. Ние сме можеби пионири на тој модел на одработка на теми и секако Контекст или Сдруженијето или самата школа не би успеала доколку самите автори не се волни да партиципираат, да учествуваат со своји дела. На тој начин всушност и почнаа да се прават сите изминати дела, но претходните дела, за разлика од ковидување, беа сработувани, како да кажем, во помал временски период. Пример, додека траеше поплавата, тие 2-3 недели се создава песните, тој еден месец се комплетираше целиот концепт за изданијата и слично. Додека од ковидување започна како таква идеја, но откако видовме на глобално ниво дека
всушност станува збор за сериозен вирус кој нема така лесно да се замине не само од Струмица или од Македонија, туку од планетава генерално. Тогаш решив да му дадам на самиот проект малку оддишка, во кој период од една страна веќе собраната поезија си добиваше некаква концизност и канализирање на цел тој еден инспиративен бран со кој создавале авторите, но од друга страна почна да истражувајќи најпрво и самиот за себе, планетата не за прв пат се соочува со некаква глобална пандемија. Ние сме преживеале како планета и претходно и маларија, и една купа различни вирусни болести кои оставиле траг во книжевноста и во уметноста воопште. И секако овде беше и одекот на другите мрежувања со актуелните автори од светот кои творат во моментот, и така самата целина на отковидување почна да се шири. И така настана, освен носечкиот циклус во кој сме застапени авторите, членови на Скуола ди поезија, овде и циклусот што го нареков по старата школа, односно со автори од нашата македонска книжевност, но кои се уште современици и живи и се уште рамноправно споделуваат како и актуелнава генерација на автори. Овде Хаику Корнерот, кој се роди случајно после една кратка преписка, диалог кој настана во самата група меѓу авторите, кога во еден бран неколку автори споделија нивни хаику мали партитури кои се одвојствуваа на ковид темата. И овде, како што кажав, историското пресликување како засебен циклус од светски автори и како засебен циклус е соработката која настана со авторите од светот, меѓу кои има автори од Индија, од Израел, од Америка, како и од соседните држави, како Бугарија, Грција, Србија и слично. Се на се тоа е најобемната стихозбирка која сме направиле како група, на некаде околу 200 страници, имаме повеќе од 100 автори, а рецензенти на оваа збирка беа Александра Јуруковска и Ацо Гогов. Додека сакам да кажам дека имаме и за прв пат како модел ликовен каталог во кој како преку визуелна галерија ја представивме графичката дигитална работа на нашата позната соработничка, ликовна уметница и графичка дизајнерка, како што реков, Елена Банчотовска. Би сакала да спомнеме и за конкурсот Анте во пера кој што во моментов е актуелен. Каков е одзивот на поети во овој период? Дали има пристигнато многу песни и накус со вашите очекувања за оваа година? Па да, ова ни е веќе четврта година како го пуштаме конкурсот меѓу авторите од Македонија и не само авторите од Македонија, туку и сите автори од светот кои се решени својата поезија да ја преведат на македонски и на тој начин да учествуваат во оваа секција која се доделува во чест на Анте Поповски, но како дел од меѓународниот фестивал Ангело Лавекија во Сицилија во Италија. Исто, може би авторите не сакајки да пишуваат и да мислат постојано и да бидат окупирани со она што ни е актуелно, ковид пандемијата и она затварање во себеизолација, па на тој начин пробуваат да ја развиват имагинативност, затоа што повикот за наградата Анте во перо е за најдобра песна, но освен тоа што како правило е ограничено да не биде подолго од
една страница А4 формат и да биде преведена на италијански или на англиски јазик, ние како повик не ги ограничуваме тематски, па така авторите овде буквално пишуваат за многу теми, пишуваат и за македонизмот, за роднокрајноста, за љубовта кон родината, како што тоа го правил и Анте Поповски во своето творештво. Но ете како има автори кои пишуваат за епичните теми како што се љубовта, постоењето, чезнењето, надежта и така натаму. Годинава конкурсот ни е малку подолг, затоа што низ годините на организација почнавме да ги брусиме самите концепти и самото балансирање меѓу конкурсот кој тече во Италија напоредно со нашиот конкурс, за да се оствари поголема видливост и верификација, валоризација на делата кои пристигаат од Македонија, затоа што тие истовремено, освен за наградата Анте во Перо, тие влегуваат транспарентно и во номинациите и во селекцијата и за главната награда Анджело Лавекија. И оваа година конкурсот ни завршува на 15 јануари, така да сите што не гледаат и сакаат да се вклучат, година одзивот е исто добар како што имаме тенденција и со Антево Перо, и со Антево Слово, и со сите други манифестации во кои сум дел да растеме, така да нека повелат сите кои пишуваат и кои ја почитуваат поезијата и сметаат дека тоа е нивно изразно средство со кое можат да си помогнат себе си и на оние кои читаат, слободно нека повелат. Така. Ти благодарам многу за разговорот. Се надевам дека 2021 ќе биде исто успешна, меѓутоа и многу поспокојна година во која што поезијата ќе може да се консумира како наслада, а не како лек. Да престанеме да бројаме жртви од пандемијата и наместо тоа да почнеме да бројаме дневни радости, затоа што знаеме сите дека секојдневието ни е поплавено и сиво и обидувајќи се да бидеме кандило за себе, ќе бидеме кандило и за оне кој ќе ни се најде на пат и попат. Затоа што никој не треба да оди пред никој не треба да оди позади никој, туку сите треба да одиме рамо до рамо, особено сега пред божикните празници. Па оваа прилика ќе ја искористам, освен да ви ги честитам новогодишните, да ви посакам и убави божикни денови, повеќе љубов, повеќе верба, повеќе здравје и повеќе убавини за сите до кои ќе допре денешниот разговор. Так. Те поздравувам, Сузана. Ти благодарам и се гледаме во следна прилика. До следно.